Побезбедни патишта и современа сигнализација. Тоа е целта на надлежните институции за патната инфраструктура во Македонија. Земјата ќе црпи искуство од европски држави за да градиме патишта според најсовремените стандарди. Само така, при проектирање на делниците ќе се избегне да се провлечат недостатоци, што во некои случаи се причина за сообраќајни несреќи. Директорот на државни патишта Коце Трајановски смета дека е доста со само бендисаност и време е да си ги признаваме грешките во секоја фаза на реализација. Ќе слушаме најверојатно искуства, меѓународни искуства, кои што ќе ни бидат многу добри, многу погодни. А воедно и малку ќе се критикуваме за тоа колку не ги исполнуваме обврските онака како што треба, и од аспект на рокови, и од аспект на квалитет, и од аспект на надзор, и од аспект на проектирањето. На сите тие сегменти се многу значени, треба отворено да проговориме. Трајановски вели дека не е доволно патиштата да бидат добро изведени со логично поставена сигнализација, затоа што се ќе биде попусто ако граѓаните не ги почитуваат сообраќајните знаци и прописи. Многу е важно проектирањето на добра сигнализација и безбедни патишта во однос на неговата конфигурација, на кривини, на наклони и останато. Секако и одржувањето на таа сигнализација, која што треба да биде, и секако би сакал исто така да напоменам дека ние како граѓани, кои што учествуваме во сообраќајот, треба да ги почитуваме правилата и треба да ги почитуваме знаците. На третиот конгрес на Друштвото за патишта на Македонија, кој се одржува во Скопје, ќе се дебатира за актуелните инфраструктурни проекти кои се реализираат во Македонија, но и за сите идни делници. Изградба на патишта, управување и одржување на патишта, дури до вештачка интелигенција во патиштата, која што веќе навлегува во сите пори од животот. Секако дека ова е извонредна прилика, овој конгрес, за да имаме размена на искуства, практични идеи во нови технологии кои што се применуваат во Европа, дел од нив и во досегашното работење ги применивме во јавното предпријатие. Конгресот насловен "Градиме подобри патишта за побезбедна иднина" ќе трае 2 дена, а учествуваат представници на 25 европски земји, САД, Кина, Турција и Либија.